не е за смење 10 години да бидеш на власт со сите институции што ги имате во оваа држава и да барате вие анкетна комисија за некој кој што тие 10 години фалсификувал лични карти, е срамота пред граѓаните на Република Македонија. И овде да ни кажувате дека требало да зборуваме за персоналните решенија кои што сте ги кажале во таа анкетна комисија, и за тоа ќе зборуваме. Ама дозволете најпрво да ви кажеме зошто СДСМ не сака да учествува во оваа квази анкетна комисија. Па нели во оваа држава имаме институции и ова што е пронајдено од МВР со фалсификуваните лични карти веќе е дадено на истрага во обвинителството, во МВР, дадено е во судството и секаде онаму каде што треба тој предмет да се процесуира. И сега ние мислиме да преку ова анкетна комисија сито она што е направено за време на ваше владење ќе го решавате со ваква анкетна комисија. Не сте свесни ли дека се што ќе открие криминал МВР, ќе дојде овде Илија Димовски и ќе ни вика ајде да формираме анкетна комисија? Сме формирале институции кои што ова собрание преку владата ги избрало и наша работа е да ги следиме работата на тие институции и да ги оставиме на мира да се ја завршат работата, а ние како пратеници овде како собрание не треба ништо друго, туку ако не ја завршат работата онака како што треба, да бараме од тие луѓе одговорност, а не само да ја замајуваме јавноста. Она што вие сакате да го направите, ако мислите дека со ваква анкетна комисија ќе заташкате се она што се случуваше во изборните циклуси, каде што ваши вработени луѓе во МВР изработува фалсификувани лични карти. Тие лични карти ги доставуваа до гласачите. Кога гласачите гласаат, тие лични карти мораа да ги враќаат фалсификуваните назад, за да од оној што им ги дал подигнат пари. Се лажете затоа што тие луѓе, ако не за други места, за Тетово и Тетовско ги знаеме и луѓето, и знаеме и каде ги носели личните карти, и на кого ги давале, и на кого делеле пари, и верувајте дека ќе дојде денот кога тие луѓе ќе пропеат пред институциите кој е тој што им ги нарачувал сите тие гнасни и прљави работи да ги прават на сопствениот народ. Е тоа еден ден ќе се случи. Она што сакате да направите со едно физичко лице кое што сте го фатили или 2, 3, колку се тамо, со фалсификување на лични карти додека вие сте владееле, да го подскриете и да го скриете она институционално фалсификување, и за тоа се лажете. Или пак некој ве прелажал ако ви кажал дека со анкетна комисија тоа ќе го сокриете. Ниту можете да го сокриете, ниту тој што го предлагате за председател на таа анкетна комисија може тоа да го направи. Зашто, како што вие велевте вчера, ако некој се сликал со некој криминалец, јас ќе ви кажам лично, денес е тука Илија Димовски, дека имам некои документи дури во компјутерот на оној што е осуден за шпион Ефремов, кој што лежи во затвор за шпион, не да е сликан. Во компјутерот на Ефремов се наоѓа и овој што го ставате председател на таква анкетна комисија. И сега ние сме биле виновниците од оваа страна, што не сме сакале да правиме една квази анкетна комисија и со таа анкетна комисија да забошотуваме се она што се случувало сите овие 10 години. И сега би сакал да е овде предлагачот на законот Зоран Илиовски, и тоа не е тука, ќе морам пак да го прашам председателот на анкетната комисија, зарем он мисли дека, и ако мисли, ако е така, дај, ќе разјасниме и тоа. Дали СДСМ била таа што правела фалсификувани лични карти во МВР? Дали СДСМ била кој што ги
делеле тие лични карти по гласачите и дали СДСМ била таа кога гласачите ќе ги врателе фалсификуваните лични карти, им давала пари на оние кои што гласале. И замислете, почитувани колеги, сето тоа било следено од будното око на министерката Гоца Јанкуловска од МВР, или како што она знае да си го каже МВР, од нејзиниот партиски штаб во МВР. Не е ли срамота за вакви работи сега овде да не слуша цела македонска јавност, кога знаа каква власт имаме, знаа со каква власт имаме и ние како опозиција работа, и сето тоа да го замижете, сето тоа да го направите еден скандал со анкетна комисија, дека некој се сликал. Да забраниме од денес да се сликуваат и вие да се сликувате и со Никола Груевски, бидејќи тој ќе биде срам за Македонија за некое време после тоа. Тоа треба да се запрашате. Она што сакате да го направите, ако сакате со ова анкетна комисија да го свртите вниманието кое што 10 години го правите во Република Македонија, ако сакате да го свртите вниманието на јавноста во Република Македонија од сите скандали кои што ги правевте, од сите уцени закани не на гласачи, на фирми, рекетирања, од се она што се вика местење на тендери, од она што се нарекува неработење на институциите за гонење на криминал, корупција и се друго, освен она што е правда на држава и правда во оваа држава. Затоа, колеги, Социјалдемократскиот сојуз не сака да учествува во таква квази анкетна комисија. Она што цело време е правено, и вие сте експерти за такви работи. Ова анкетна комисија, мислите дека ќе ја заташка другата анкетна комисија за прислушкувањето? Истото го правевте кога СДСМ и опозицијата, кога граѓаните на Република Македонија ќе бидат незадоволни од владењето на оваа власт. И кога ќе направат марш, вие направите контрамарш. Кога ќе направат митинг, правите контрамитинг. Кога ќе направат камп, вие организирате контракамп. Не знам што да организираме нешто за да направите и вие контра, со кое што барем ќе ја спасиме оваа држава, ако од вас барем и од нас, од сите барем да ги спасиме, да може оваа држава да обстои онака како што треба да обстои. Она што треба да ни биде јасно на сите, како пратеници овде, не треба здраво за готово да се мешаме во се она што значи работа на институциите. 10 години да бидеме на власт и сега кога дојде министер од редовите на Социјалдемократскиот сојуз за внатрешни работи, кога почнаа за сите оние времења кога институциите ги правеле овие неправди, кога институциите наместо да работат за државата, работеле за приватните джепови на луѓето, на оние кои што се врхушка на власт, сметате ли дека вака сега, мешајќи се во работата на МВР, преку овие анкетни комисии, преку мешањето на оној што сте го ставиле заменик министер, кој што до вчера беше заменик министер за труд и социјала, кој што правил 300 глупости и парите од пензионерите не ги уплаќал таму каде што треба, сега да она од дел од институциите што работаат и нив да им се мешаме. Почитувани колеги, едно да ви е јасно. Мафијашите, криминалците, лоповите, барајте ги во вашите редови, тие се таму, а институциите имаат барем сега се ослободени, треба да се ослободат и од раководителите, бидејќи и тие се замешани во сите криминални работи, да ги оставиме да се ја изработаат работата онака како што треба. Затоа, она што вие сакате да го постигнете, овој пат не го постигате, туку уште повеќе заглавувате во собствената кал.
Никой, ниту вие, ниту било кој да е може да го сокрие криминалот кој што го правила оваа власт. Почнувајќи од Груевски, завршувајќи на најситните началничиња, директорчиња и раководители на одделенија.